Петгодишната експлоатација на минерални суровини во близина на изворите во Шум е последица на владењето на една корумпирана власт. На потек е обвинителството, вели заменик министерот за правда Ален Деребан. Тука станува збор, вели, за кривично дело нелегална експлоатација на минерални суровини, кое не смее да помине неказнето, бидејќи оние кои што го вршеле тоа дело немале никаква дозвола ниту концесија за работа. Под значителна штета кривичниот законник подразбира штета или корист во висина од 50 просечни плати, за тоа дело е предвидена казна затвор од 1 до 10 години. Работа на обвинителството е во ова предистражна постапка да пронајде докази со кои ќе утврди причинско-последична врска на нелегалната експлоатација со загадувањето на изворите за пиење и во тој случај да отвори предистражна постапка и да ги гони за сторителите и за други кривични дела, како што е загадување на водата на пиење или во најлош случај екоцид. Во Македонија има 4400 до 6000 извори, а само 35 имаат капацитет од 100 литри вода во секунда. Еден од нив е токму изворот во Шум, кој го снабдуваше градот и околината со чиста вода. Направени се системски пропусти како резултат на институционална негрижа и на централната и на локалната власт, категоричен е претседателот на Струшкиот градски совет. Заштитените зони се предвидени со законот за води. Она што требало да се направи е да се побара од владата да донесе одлука за определување на заштитните зони, како што тоа се направи во 2021 за изворот Рашче на подножјето на планината Жеден. Никој засега не е повикан на одговорност. Затоа ние ќе предложиме, еве сега и во решенијата, во заклучоците кои треба ќе предложиме итна ревизија на предпријатието, како треба да се објасни дека во прва заштитна зона, велите, имаме фекалии. Недозволиво е да има угостителски објект во прва заштитна зона на самиот извор. Недозволиво е да имаме нерешена ситуација со оградување на најтесната заштитна зона, во прва заштитна зона. Недозволиво е ние да имаме нерешен правен статус и односи внатре во таа потесна заштитна зона. Советот ја задолжи општината итно да побара од належните институции да извршат проценка на настанатата еколошка штета, проценка на можните ризици по здравјето на населението, утврдување на потребните мерки за санација и заштита, воспоставување на систем на контролиран мониторинг, да се направат измени на урбанистичката и планска документација со цел трајна заштита на извориштето и забрана на активности кои може да го загрозат водоснабдувањето, да се затворат каменоломите, бидејќи во спротивно постојано ќе има заматување на водата, а стружани никогаш нема да бидат сигурни каква вода пијат.